години уназад групацијата на пазари, пошто е заинтересирана и им издава простор, и ние сме врзани екзистенцијално со нив, сакаме да се нивниот проблем реши и помагаме во смисла да се донесе решение кое би го решил нивниот статус и би ги решил формално правно односите меѓу нас како организатори на пазари и луѓето кои што обавуваат дејност по пазарите. Затоа ние го поддржувавме законот за трговија од мал обем. Кога велам закон за трговија од мал обем, вистина мислиме на трговија од мал обем. Тоа би бил содржините на законот се такви да би бил човек тезга. Во исклучителни случаи би го заменил некој член на потесно семејство и така натаму. Значи не се работи за човек кој што има 5, 10, 15 тезги, за човек кој што ќе обавува дејности на повеќе пазари во државата и така натаму. Него луѓе кои што обавуваат дејност во пазарите барејќи екзистенција. Ние нашата намера е да се донесе закон кој што ќе биде што може да се имплементира. Ние имаме и сега закон за трговија кој што очигледно дека во зелените пазари не може да се имплементира и ме во коалиција. Од една страна се ослободени зелените пазари од издавање на фискални сметки, од фискализација, а од друга страна било која регистрација подразбира водење на трговски книги и издавање на фискални сметки. Значи ние сакаме да помогнеме да се донесе еден закон во моментот, и затоа е нашиот апел таков, да во моментот се оданочат паушално со еден минимален износ, сите минимален износ, значи тоа е посебното барање, да тој износ биде минимален, да можат сите да го носат, да не ни се случи ситуација да ги испразниме зелените пазари, што сметам дека не е ничи интерес, а после со едно снимање, со доста работа од сите нас и од Управата за приходи и од други надлежни институции, би дошле до некое реално, приближно реално оданочување, значи во зависност од местото каде што се обавува дејноста, мислам градот, населеното место, местото во пазарот каде што се обавува дејноста и самата дејност која е. Се уште законот за зелените пазари не е донесен, што значи при непостоење на еден таков закон, одредбите на законот за трговија не можат и ден денес консеквентно не ги регулираат и не ги уредуваат прашањата на регистрација и фискализација. Пред се на тие две прашања кои што сметам дека во пакет треба заедно да одат. Потребата од донесување на закон за трговија од мал обем влече меѓу другото потреба и од тоа што се работи за специфични дејности, тие по својата природа се, значи специфични, по обем се секако мали и претежно се одвиваат на отворен простор. Исто така се загатнува и прашањето на заштитата на традиционалното манифактурно производство, кое што би требало да се уреди на некој начин, а што во моментов закон за трговија не може исто така да го уреди. Ако не е возможно да се донесе посебен закон за трговија од мал обем, добро би било да ова се реши во рамките на законот за трговија, посебно во делот за трговија на зелените пазари.